Назад повторно студиото, дека гледате и мојата денешна гостинка, онаа кој што успеавме да најдеме текот на вчерашниот ден и на почетокот на ова наше денешно дружење. Разговараме со директорката на детската клиника, доктора Спасија Софијанова. Добро утро. Добро утро. Кажав ви вчера во навата неколку причини зашто се гледаме денеска. Драго ми што си тука, прв пат во наше ново студио. Многу е убаво. Многу е убаво. Благодарам, да. Еве ќе имаме сигурно и во текот на следната 2014 година неколку причини зашто да се видиме, да поразговараме. След имаше да така да кажам набиена с густата агенда, патувајќи низ САД, Јапонија, Брисел. Ќе го занемарам до некаде, Израел ќе го ставам исто така во таа тројка, да кажам. Кажи ми, која беше целта на посетата? Многу ми е драго што сум тука и еве да ја поздравам цела Македонија. Дел од луѓето знаат дека бев одсутна сепак подолговременски период, меѓутоа целото искуство што го собрав, особено од овие три клучни земји, каде што навистина има човек што да види, што да научи и што да земе во себе за да го донесе овде и да го прошири еве на овие простори со наш шмек, морам да кажам, бидејќи колку и да сакаме ние да бидеме дел од тој систем, има нешто што си носиме наше убаво, кое што сепак е убаво кога ќе се заеднички инкорпорира. Прво бе во Америка, бе во Сиетл, да ја посетам детската болница која што практично представува институт за мајка и дете во кој што се следи детето од сите аспекти и тоа се го видов во сите овие земји понатаму што ги посетив, што значи дека детето не се гледа само од еден агол, се гледа мултидисциплинарно. И тоа е можеби првиот чекор што ќе го направиме за да промениме и кај нас. Ние имаме една сепак да речам на некој начин изолирана детска болница, сега не е изолирана тука во комплексот на клиничкиот центар, меѓутоа за да биде прегледано детето комплетно треба да го пратите ваму, па да го пратите таму, за операција го праќаме на друго место. Така да убаво ќе биде кога тоа ќе биде една единица. Да. Тоа е што го видов во Сиетл, иначе болницата во Сиетл е спонзорирана од Бил Гейтс, спонзорирана, донирана, сите донации доаѓаат од него бидејќи од таму има огромна плакета во која има и благодарност негова, како и од Starbucks. Тоа се луѓето кои што живеат таму и кои што несебично за детето ги даваат сите можни парични средства, донации, за да таа болница го држи, можеби во Соединетите Американски држави, да не речам првото место. И јас исто сватив дека таму била снимена Грейс Анатоми, која не ја знаев, нели тоа е една серија многу позната, да, и која е снимена токму во таа болница. После Сиетл бев во Атланта. Имав прилика да бидам гостинка на моите колеги од Америка кои доаѓаат тука и да присуствувам на некои од конгресите кои што они ги одржуваат годишно. Еден од нив беше неонаталната асоциација која направи токму таму еден прекрасен симпозиум во кој бев јас дел од тоа како они дебатираат. Многу ми се допадна тоа начинот на кој дебатираат, отворено кажуваат, ги искажуваат проблемите, еве и сега меѓутоа и околу дебатирањето за вакцините, про, контра, нели се јавуваат секакви ситуации, треба, не треба, меѓутоа кога сепак лекарите ќе се соберат и ќе го кажат своето мнение вон од фармацеутските компании, како лекари кои што треба да го кажат крајниот збор, сепак мислам дека беше навистина интересно да се слушне и го посетив CDC, тоа е Центарот за контрола на болести и превенција на ниво на цел свет и навистина видов дека многу сериозна работа е тоа и има зошто ние мораме да се придржуваме на тие протоколи кои доаѓаат сепак од луѓето кои инвестираат и во наука и во истражување, кое практично за нас представува нешто што сакали или не сакали, сепак ќе мораме да го барем прочитаме, послушаме и имплементираме. Кога се вратив од Соединетите Американски држави, големи беа впечатоците. Мене ми е драго што вие знаете дека американски тимови веќе доаѓаат на детска клиника и заедно со детска хирургија веќе го отворивме проектот за неонатална кардиохирургија и навистина сме среќни што постои такво нешто. Американците се некако навистина задоволни да доаѓаат тука и да бидат дел од нашава екипа и да едуцираат и ние да одиме таму, така да тоа ќе биде едно заедничка една инкорпорација која ќе значи многу за ова здравство. Од друга страна пак после тоа кога отидов во Јапонија добив една комплетно друга димензија. Имено, ако американците ни се послични во однос на нашиот социјален живот и во однос на сето она кое што ние во секојдневието го гледаме, Јапан нуди нешто сосема друго. Таму прво се соочи со така наречениот тајм менеджмент или почитување на време. Таму немате каснење, таму се знае што значи почеток на работно време во толку часот и се што е после тоа значи каснење и е непочитување. Тоа тие го разбираат како непочитување на личноста, на тоа што се случува.
извонредно многу големо почитување даваат едни кон други, со еден така нивен, сепак да речам, азиски начин на поклонување, на поздравување и почитување, ќе кажам, на тоа време и почитување на стресот. Кај нив, како да едноставно се е сведено на едно, така наречено, пониско ниво на разговор. Ние сме темпераментен народ. И ние сакаме да разговараме, нели, дури кога се смееме, кога викаме, го имаме тоа во нас. И тој балкански шмек, да кажам, може би и не треба некојаш да го менуваме. Меѓутоа сепак научив дека треба контролата на некои работи да ја одржиме, бидејќи и таа значи контролирање на ситуација. Тоа е она што првично го научи во Јапонија, бидејќи на вториот ден кога закаснив 1 минута, буквално најобично, најлесно ми кажа каде е вратата. И јас излегов, се разбира. Утре превод и си од тогаш доаѓа 15 минути порано и верувајте ми дека прво јас бев порелаксирана, не бев во тој стрес дека каснам, дека испуштам нешто, тие навистина многу го почитуваат тоа. Знаете впрочем какви се возовите кај нив, до секунд доаѓаат на време, метроата до секунд доаѓаат на време и тоа е една премногу технички и организационо на места на држава и сите ги почитуваат тие закони. Значи не можете вие да отскокнете и доаѓате како странец таму. Дали ви се допаѓа или не, тоа се нивните правила и регулативи. И морате да ги почитувате. И морам да кажам дека во еден дел ми се допадна, бидејќи учите нешто што навистина гледате дека сепак функционира како поминува времето. Не ви е се едно кога ќе ви се случи еден таков настан, меѓутоа ќе ви биде добра лекција да можете понатаму сепак да го и вие тоа промените кај вас. За медицината во Јапонија, што да кажам, тоа е сепак една можеби од најразвиените земји во светот. Имав што да видам од областа на педијатријата, посебно од областа на неонатологијата. Многу големо внимание посветуваат на раѓањето на дечињата како што треба. Тоа е сепак една држава така наречена со процент на старост која што достигнува дури до 100 години. Многу далеку живеат јапонците. Има зошто е тоа така. Се хранат различно од нас, имаат друг вид на храна, други навики, други типови на размислување и веројатно сето тоа навистина влие. И јас и сакам да го споделувам со нашите луѓе начинот на кој тие тоа го менаџерираат на некој начин, но пак ќе кажам, сепак е добро да го имате и малку повеќе оној социјален момент кој го имаме ние, ако и сепак таму недостасува, можеби и затоа тоа е држава во која тие контакти малку се и поразлични, немате вака присност, имате формална љубезност, но немате голема присност. И дури приметивме некои од колегите кои бевме, бидејќи бевме менаџери и директори од различни земји од светот кои го посетувавме тој најексклузивен, можам да речам, курс за менаџерирање и воопшто во медицината тоа што требаше да се учи. Бевме сведоци во Токио на една вечер каде што во самиот ресторан седат млад брачен пари кои гледате после известно време заспиваат на самата столица, на самата маса. Да. И тоа го сликам. Ми беше многу чудно. Седат и на крај не можат. Преуморени се од работа. Додека ние едва чекаме петок да дојде и сепак и малку и да излезе, да речам, една позитивна енергија да добиеме со социјалните дружби, тие заспиваат. Сепак и тоа е можеби систем кој што не можете да вие влијаете во тоа. Едноставно тие се такви и тука нема промена. Тоа е и така. Но како и да е, пак ја кажам, позитивното искуство во однос на начинот на едукација, барањето да тоа се полага на крај, да се види колку се знае, контактите кои што ги имавме со колегите се од неизмерно значење. Јас и понудив проект со кој ќе може и Јапонија да исто така дојде и да биде дел така од промената на и размената на тие информации кои што можеме ние да ги купиме од таму, односно да ги споделиме со ова, може би да речеме една од најразвиените земји и се согласие, така да верувам дека наврзана детска клиника ќе видиме по некој мој колега јапонец кој ќе дојде и ќе види како функционира Балканот, односно нашата Република Македонија. Морам да кажем и во потешкоти во почетокот со јазикот, бидејќи тоа е една комплетно различна, да речем, група на јазици која не е својствена за овие простори. Па во почетокот морав да учам некои фрагменти и да ги запаметувам, бидејќи се бараше од нас малку и да кажуваме нешто на јапонски, ама верувајте ми, после ви станува интересно и дури сакате да научите се повеќе и повеќе за да се снајдете. Не останав само во Токио, сигурно дека посетив многу градови низ Јапонија, практично скоро цела Јапонија, тие има и систем да ги видиме сите болници како функционираат и на примарно ниво и на секундарно ниво и да видиме вистински едно терциерно ниво во кое роботиката на вистина го завзема првото место. Ние сме се уште далеко од тоа, меѓутоа интересно е да се види, да се
живее, зошто Јапонија сепак е со таа технологија отиде на вистина толку напред. Говориме како што ми фрлаше претходно за земја со најмала стапка на морталитет да. кај децата. Па видите, бидејќи јас сум сепак педијатар и неонатолог и неонатален интензивист, тоа ми е во основа и многу ме интересира тој момент. Тоа е држава со најниска стапка на перинатална смртност, значи најмалку новороденчиња умираат на раѓање, што е, да кажеме, не е случај кај нас. Тука има многу причини и мислам дека во однос на тоа ќе имаме можности да имплементираме дел од тие индикатори кои тие ги поставуваат како граничници што треба да се прави, како да се прави. Затоа велам, размената на тие искуства ќе биде од непроценливо значење, да можеме да сепак видиме кој е начинот на кој тие тоа го менаџерираат, за да можеме и ние тука да направиме барем контролата на бремената жена, понатаму контролата на новороденчето кога ќе се роди, ако има потреба од, да речеме, појака терапија, како тоа да се одвива. Јас морам да ви кажам, еве, и да го споделам, сега ми доаѓа на памет тоа што видов во Токио, имаше сенсинг, така наречено сенсинг или пренос на информации, пренос на зборување на мајката кон новороденчето во инкубатор. Мајката ја поврзуваат со електроди со новороденчето, буквално таа му зборува и му пренесува убава емоција, убави зборови. Не е исто бидејќи кога го имате детето на вештачко дишење, да го тоа правите преку инкубатор. Не може да ве слушне, сепак се други информации од оние кои ги давате кога вие тоа го правите преку мозочните бранови. И ме, да речам, на некој начин воодушеви како контактот на мајката со детето е направен. Контактот на разговор со педијатарот кој е клучен понатаму и мислам дека навистина можеби во дел неќе можеме да го пренесеме веднаш, ама барем да знаеме дека постојат такви можности со кои понатаму во иднина ќе знаеме ете и ние да ги донесеме на овие простори. Так, и околу на накусо што го донесе како искуство од Израел. Израел е... Скоро сега, кога? Да, Израел е па, исто така една комплетно друга средина, можам да кажам, и средина во која што нешто повеќе слично беше со американскиот принцип на работа и морам да кажам дека болницата што ја посетив е можеби една од најврвните и најблиску до нас. Ако да речеме Америка, вие знаете колку далеку Јапонија, па веќе да не кажуваме колку е можеби најдалечна земја заедно со Австралија. Израел е релативно блиску во однос на можноста да едноставно имаме така можност да соработуваме. Ете таа соработка, бидејќи болницата е Шнајдер, детска болница исто, која содржи во себе од неонатална кардиохирургија до неонатална катетеризација и испитување на, нели да речеме, на срцето, интервентно, до сите хируршки интервенции, до следењето на децата од самото раѓање и исто така тука се наоѓа и, да речем, центарот пренатален за следење на сите проблеми, што значи сепак и фетусот е пациент. Така да треба да се следи токму од самата концепција, да се работи со мајката од самата концепција која ќе знае дека е бремена, да се види дали постои некој проблем, доколку се има проблем да се разговара и навреме да се решат тие работи. И мислам дека тој принцип на такво постепено доаѓање до конечната дијагноза е токму кога би имало таква една интегрална единица за детето, која што еве пак ќе кажам се стремиме и ние да ја направиме и со промените што ги правиме на Универзитетската клиника за детски болести покажуваме сепак еден напредок во однос на подигањето на можноста да тука ги собираме сите тимови и да се родителите не наоѓаат во непријатна ситуација да шетаат од едно место на друго место и тука ги разбирам зошто постоело големо незадоволство кај пациентите. Но може со добра волја да се направат многу работи. Едно нешто што научив од сите овие 3 места и посебно исто така и во Израел го видов. Богатите луѓе, богат можеш да бидеш во душата да си најбогат. Меѓутоа зборуваме ете за материјалниот финансиски. Сите тие и во овие 3 клучни земји што ви ги кажав каде што бев, имаат внатрешна општествена одговорност да даваат пари и да спонзорираат, односно да донираат на болници, односно да не речам на детски клиники. Значи, сватите дека не треба се да очекувам дека мене треба да ми дава пари само владата или да речеме фондот или не знам кој. Сепак треба во делот од менаџерирањето да се носи во себе желбата, можноста и способноста да се најдат луѓе или компании кои навистина ќе сакаат да практично издвојат дел од средствата кои што ги заработуваат и кои ете на некој начин место да ги дават или да ги одлеваат во друго можат да ги донираат и на тој начин да направат
такво добро да оние кои што не може да си го дозволат тоа, кај нас мораме да кажеме дека ги има и такви, Да. сепак имаат бенефит од тоа. Вие не знаете која доблест е целата таа работа и сватив дека дел од улогата што ќе ми биде за 2014 година да го направам тоа. Ни вие знаете, јас и направив една таква работа на 2 април. Направивме еден така наречен фандрейзинг или подигање на свесноста со правење на ургентниот центар, кој набрзо ќе имате прилика, ја ви отворено ве поканувам, на 21 декември свечено ќе го отвориме и една огромна благодарност до сите граѓани на Република Македонија кои сватија дека за сето тоа што стои сепак, па макар 100 денари, не знаете колку значи за едно дете. 100% се собра многу, дадо и други, се направи на вистина еден центар кој може да се носи со овие 3 центри каде што јас бев. И ми беше многу драго, бидејќи јас цело време само собирав информации. Дали можам сега тука ова да го додадам, дали можам и ова да го додадам, и веќе кога се вратив, дел од градешните работи беа веќе комплетирани, да речам, меѓутоа со едни мали ситни промени, мислам дека ќе имате прилика да видите нешто што ќе биде на вистина среќа за да можат утре дечињата кога дојдат, не за мене, не за и за вработените исто едно поголемо задоволство, но за тие кои доаѓаат вистински имаат мака и вистински имаат потреба од нас. Барем ако ништо друго, оној првичен впечаток да биде малку поразличен од она што беше, бидејќи тоа што беше ќе го гледате пред и после има голема разлика. А така треба да продолжиме. Тоа ми е најосновната лекција која ја научив од моите колеги. Зборуваме за еден сертификат кој што денеска ќе биде актуелен кај вас. Зашто точно стана збор? Ви благодарам и за тоа, да, тоа е и со сертификатот кој што е стандард исто така кој треба една болница да го исполнува за да влезе во фамилијата на болници препознатливи во светот. Значи морате да носите некои одредени да речам стандарди да ги исполнувате, значи да работите по протокол, да работите со одредени правила и принципи и патеки да ги запазувате кон третманот што го давате кон децата. Јас морам да кажам и знам дека имало и граѓани кои не биле задоволни од да речем одредени постапки од начинот и за тоа. Мислам дека ќе ги спакираме тие работи и во иднина нема да го дозволуваме тоа, но со стандардот поставивме нови правила и прописи по кои доколку колегите не постапуваат така, сигурно ќе има одредени мерки, а исто така и пациентите ќе имаат, се разбира, многу поголемо задоволство, бидејќи постапувајќи по тие стандарди сепак ќе добијат услуги како што би требало да добиваат услуги кога бараат да одат да се лекуваат во странство. Понекогаш јас ги разбирам зашто тоа го правеле, гледајќи како навистина тоа таму функционира, меѓутоа тоа навистина и кошта. Ако јас можам да го овозможам, мојот тим, да го возможиме на детската клиника и воопшто во оваа држава, тогаш нема да има потреба луѓето да патуваат во странство, доколку тоа е на ниво на кое што стандардот го возможува, стандардот што го дава, да речеме, една Виена или една Јапонија или една Америка. Ние се приближуваме кон тој стандард постепено. Имавме внатрешна, да речам, комисија која одлучи дека веќе сме спремни за тоа, потоа повикавме надворешна комисија. Надворешната комисија дојде од Унгарија, тоа е посебна комисија која доаѓа и ви оценува независно од се, дали вие ги исполнувате условите да бидете така сертифицирани, со кои сега и мојата соработка со болницата во Јапонија, која сакам да ја остварам, прво што ме праша, дали сте ISO сертифицирани. Значи, интернационално стандардизирана процедура која што ќе може да веќе разговара со нас, односно ќе можеме да разговараме за да уште на повисоко ниво го подигнеме, да речеме, начинот на лекување, начинот на соработка, можноста да дечињата ги добијат сите услуги правовремено, навремено и се што треба. Спомнавме некои донации, го спомнавме Бил Гейтс, како е кај нас. Се кажавме дека многумијани имаат помогнато, но секогаш има нешто актуелно што с помош на донацијата успева да се направи, да се створи. Прво на сите граѓани им благодарам. Значи, прво се граѓаните, сите други се втори. Значи, граѓаните го препознаат тоа, кога ги отворивме телефоните. Тие беа тие кои што први даваа пари. Односно, преку мобилните телефони. Значи, јас сепак ја имам должноста кон граѓаните на сите граѓани на Република Македонија. Не сакам во ниеден момент да ги заборавам нив. Сега доаѓаат и компаниите. Ќе бидат кажани сите компании наброени, бидејќи ги имаме точно на бројка колку и докаде отиден секој денар и дури и ни останаа пари со кои сега сакаме светличките реклами да ги направиме, за да може да имаат и нели кога ќе влезат на клиника да знаат каде додат. Верувајте ми дека и тоа беше проблем. Еве јас го кажувам отворено тоа, меѓутоа сега ќе биде и тоа различно.
Имаме неколку компании кои што знаете дека сепак турската интернационална компанија која што нели најголем дел од средствата ги донираше за градежните работи и останатите е една од тие која ќе биде и кажана и објавена во делот кога ќе го отвориме свечено тоа, меѓутоа еве го имаме и Техномаркет. Во моментот Техномаркет ни помага за кардиолошкиот дел. Кардиологија ми е една од клучните, да речам, одделенија кои сакам да ги подигнам на уште повисоко ниво во однос на спремањето на интервентниот дел. Значи интервентен дел кога ќе дојде детето и знаете дека срцето е едно од клучните органи и сакаат да знаат што се случува, особено амбуланскиот дел ќе биде опремен со ехо, сонографски преглед, каде што ќе може веднаш да се изврши, а на самото деление ќе имаме прегледите да се вршат во многу по, да речам, пријатни услови и сепак тие услови каде што детето кога ќе влезе нема да види само книги, само бели ѕидови и една машина и еден доктор во бело кој треба да ви го изврши прегледот. Нема да ви биде пријатно, ќе се создаде само по себе еден страв кај тоа дете. Сакавме тие услови да ги направиме да има вистински шмек на детска клиника. И тоа е едно нешто кое што сега го правиме на оддел за кардиологија благодарение на Техномаркет. Од друга страна и сите останати компании кои не ми паѓаат на памет во моментот, меѓутоа се доста, сите ќе бидат наброени, на сите ќе има благодарност и на сите дури планирам да им се изгравира како што видовме во Сиетл и како што видов во Јапонија. Значи сите да бидат и со траен печат оставени на детската клиника со желба да ете и во иднина може би помогнат за и уште некој одделот е за интензивна планираме да направиме кардиоинтензивна. Значи одделение во кој што ќе се згрижуваат после оперативниот захват на срце кај нас. Тие сега го правиме тоа, меѓутоа да биде уште со помодерна апаратура на многу по-модерен начин, бидејќи од американците ги гледаме сите трикови и финти кои ги прават за да се запазат сите тие, пак ќе кажам, процедури кои, еве, успеавме да ги овозможиме, да ги сертифицираме, меѓутоа пак ни следи втората етапа, која што е последна, а тоа е акредитирање на болницата. Акредитирањето на болницата веќе ќе значи нешто со кое што ќе можеме навистина да кажеме доколку пациентите бараат да одат надвор, сепак ќе може да им се пружат сите можни услуги кои што овој регион ќе може да речеме овозможи за дечињата да не одат надвор. Јас сепак планирам да детската клиника биде регионален центар. Значи референтен центар и разговаравме и со колегите од Косово и со колегите од Албанија, тоа се моите колеги педиатри, кои исто така се спремни, гледајќи дека сепак се прави голема иницијатива во Република Македонија, да Скопје го направиме таков регионален центар, каде што ќе можеме да помогнеме и на дечињата од Тирана, од Албанија, од Западна, Источна, од секаде од Албанија, исто така и од Косово, да гравитираат тука доколку имаат потреба, со што веќе имаме меѓудржавна соработка. Така. Колку имаме точно една минута, затоа накратко ќе те прашам за прво следно во 2014. Да им пожелам среќна нова година на сите. Тоа сакам да им го пожелам да се многу среќни. Да граѓаните сепак и здрави, да, бидејќи среќата со здравјето оди едно со друго. И пожелувам на сите дечиња сепак да знаат дека тука сме за нив. Не може секогаш да го спречиме текот на нештата доколку дојде и не им се направи некоја убава состојба која знаеме дека и се случува и се почесто имаме болни, еве сега да речеме сме преоптеретени дури во однос на бројот на пациенти, но тука сме, ако имаат проблем, а нема да имаат, се надевам, еве им стоам на располагање јас и целата клиника да им помогнеме максимално во однос на вистински како да кажеме начин на кој што ќе се почувствуваат сепак безбедни и сигурни, бидејќи во основа одговорноста е голема на луѓето кои што раководат една таква институција, а она што го научив и со тоа ќе завршам, тоа е безбедност и сигурноста. Треба да се чувствуваат и безбедни и сигурни. Тоа што ќе им го пружи детската клиника во 2014 година е безбедност и сигурност. Те благодарам на гостувањето. Благодарам и на вас. Среќни празници, се гледаме сигурно во 2014 да поразберам нешто повеќе за она тема од кој што беше спомната Ланд или не знам кога дискутиравме околу вакцините, нешто што е сега нели ултра да кажеме актуелно, каде што има спротивставени ставови, па ќе можеме нешто повеќе тогаш со факти нели да. И сега има многу факти околу тоа. Знаете, јас сепак ќе поздравам уште еднашка нашава држава и ќе кажам дека сепак докторите и педиатрите сме тие кои што треба да го кажеме зборот,
а сите тие работи кои што се контра, има и факти околу тоа кои зборуваат зашто и како, меѓутоа на крајот на денот високо развиените држави кои даваат многу пари околу тоа да испитаат дали вистински постои асоциација помеѓу несакани, да, има асоциација, меѓутоа вакцините си го направија своите уништија болести кои што се смртоносни. И тука не смееме да го заборавиме, ниту да го минимизираме тој факт. И затоа ги фаворизирам родителите, било каква дилема да имат, слободно нека дојдат да разговараме за тоа. Да, нека ти направат, па ето, ќе излече заклучок и ќе се реши. Одеме во продолжение со најновите вести, а веднаш потоа и со вашите телефонски јавувања за темата која што ќе имаме денеска, поврзана со успехот и како тој се мери кај луѓето кај нас. Ке видите што конкретно станува збор, останете во продолжение со нас.